Редовен термин започнуваме со уште едно ново издание на Диетално максимално и секако на самиот почеток ќе ви посакам топло добре дојде. И денеска сме во Вестен и денеска имаме интересна емисија која што вие најавуваме и затоа на самиот почеток ќе ве поканам да нагледате од почеток до крај и да се одберете денеска дали ќе набивате за екипата на Диетално или пак ќе набивате за екипата на Максимално. Марија е од екипата на Максимално. Јана е од екипата на Диетално. Елена е од Вестен. Елена денеска ни ја дава новата задача, новиот предизвик кој што ги имаме. Елена, што имаме денеска? Што треба да прават нашите учеснички? Денеска имаме интегралните стенини со зеленчук. Значи имате овдека намирници, кои сакате можете ги можете и све да ставите. Значи имате намирници, работиме со маслиново масло, спанак имате, шери, тиквица, домат, кромит, што сакате можете да ставите. Значи почнувате. Интересно, само пред да почнете, треба да си ги измиете намирниците. И имате тапчиња, значи треба да се запржи морковче, кромитче, ожелба, нешто ако сакате свежо и така натаму. Дали Клаудија ви дава интегрални намирници? Да, добро. И вие сте знаеле што не дава нашата Клаудија Елена? Да. Затоа сакавте нешто да кажете, ве прекинав. Можете да почнете. Значи кажуваме 3, за позор 4, старт! Ајде! Само намирниците треба да се измијат. Се е под контрола. Овие две. Тиквицата. И да пробам, пошто искрено, кај моите две деца дома, интегрални не јадеме ние дома. Не јадете интегрални? Не. Каквите стени не јадете вие дома? Обични макарони. Добро. Не се интегрални. Овие интегрални сега за прв пат ќе пробам. Дали Еми се знаела, бидејќи не знам дали знаете Елена, дали имавте простор со Еми да разговарате, дека Еми има дома готвач. И шери. И само да се тргнеме малку на Јана да ни правиме проблем. Па ќе тука вака може да станеме. И една работа што јас денеска ја дознав, а тоа е дека Ивана ми каже, морам да кажам, дека печурките не се миеле. Вистина ли е тоа? Да, не се мијат, се лупат. Зошто? Правило се лупат. И јас знаев тоа. Ја не сум знаела, јас дома додека не ги измијам. Ама ја не Како го треба. тоа супругот спрема. Да, па затоа не знаеш. Само гледам вака од страна како и денеска да видам. Се менува многу вкусот кога печурките ќе бидат измијани, така? Вкусот се менува кога печурката ќе Истото се работи за пица која ги ставаме и која се пршат, која се обработуваат. Да. Некој не ги лупи, значи се сакат не лупена, ама претежно се лупи. Не се мие печурката. Интересно, гледаш нешто да Да, научим. не сум Ќе знаела. ставиме повеќе бои, за да биде поинтересно јадењето. Интересно. Не сум знаела искрено, еве прв пат дознам, јас обично дека не ги истријам, дека не ги измијам убаво. И тогаш и за тие таквите кои што се како мене, дали можеме да речеме со крпче да ги поминеме, тоа е дозволено? Не е дозволено. Добро. Крпата не е хигиена. Добро, еве гледам нашиве женски Почна више. почнаа да ги сечат печурките и Да, тоа ова замислете не може. ги измија, ги миевте, Јана ги миеше Да. печурките? Не. Не ги миеше, добро. И да, не знаев за тоа. Марија, ти зашто ја помагаш на неа? Сама треба, може Не, да не, таму да сама. викате, инаку сама треба да се подготви. Вие може да набивате, но не смеете да им помагате на вашите колешки од екипата. Јана, ова се што го сечеш, Обучено, ќе го ставиш обучено. свежо или ќе го проденсташ, како ти е планот? Ќе го подпржаме. Ќе биде подпржано, добро. Ние све се мешаме. И јас вака сецкам пиперка, искрено да бидам. Не знам дали е правилно или не е правилно. Иако Кој како сака, некогаш може и на ленти. да, иако многу често гледам како оваа должина на пиперче, така тенко како и сечкано, како на стапчиња така доаѓа, така како Под на контрола е. ленти, такви тенки. Добро. Црвената пиперка секогаш ми дава еден посебен шмек. И ми се допаѓа Да што биде на тенко, Јана затоа што ја на ставаш теквичката и треба повеќе време за да во комбинација. за да омекне. Сега засегуна што видов не ставаат кромит. А нели ние сме сепак нели нација која што користи многу кромит, Да. така Елена? Да, ама знам сега зашто ќе на некој не посебен режим.
Не знам, некој не се постигна по кромидот. Марија, Може и свежи да става. со што ги комбинираш обично тестенините кои што ти ги дава Клаудија? Со зеленчук ги комбинирам, но во тестенините не ставам кромит, Добре, зашто? затоа што Вкусот е во прашање, не сакаш Да, тие или вкусот мој. Клаудија забрани? Јас не сакам. Не сакам стварно, али сакам да има шаренило, сакам да има повеќе бои. Тестенината секаков зеленчук, но кромидот ми го менува скроз вкусот. Најубавото нешто, кромиче, лукче. Добро. Интересно. Јана немаш Еве да Јана, плачеш од кромит. Јана подготви кромит. Малку. Иако она што можам да приметам, Елена биеше побит обично кога сецката кромит, во сецката е онака како на половинка и така резанки, да. И делува така мукно, но и се чувствува вкусото на детално на кромитот, особено кога е малку обработен, нели? Ова е више половина пресечена резанка, иначе на цели резанка. Така. Овде позади се работи. Кујната е полна. Може и нашиот снимател да дојде навак и да го има во кадар. Дојде да ти покажам што се случува тука. Видиш, да видиш. Ете Марија како готви. Да. Марија, тоа маслиново што ставаш? Да, Имате и путер. тоа е маслиново за готвење. Можете да го искористите ако сакате по желба. Па не е препорачливо. Не е препорачливо, Препорачливо да. е со Имате тука еден маслиново. сет на зачини. Имаме лук, бибер, сол, ѓумбир, рузмарин, вегета, оригано, црвен пипер. Убав Коријандер. микс, да. На зачини Лепо кои што по избор. исто така може да бидат искористени. Девојчињата таму Има рекоа и во лепче, цвеќиња. путерче и шери. Сакате? А ќе јадете? Знае. Види ги како гледа. Путерчето? Путерот го потребивте? Не. А тоа е предизвик. Јана, што ставаш ти тука? Што пржиш? Добро. Па јас ќе јадам, Елена ми подготви лепче и вукче вака намачкано Одлично. и шери од Нели? збора. Може? Дали е вкус? Да, вклучено е добро. Благодарам, Пети. Тоа сакам да видам. А ја би липче, путерче и меч. И тоа е убаво, ама тоа послем тоа иде. Тоа десерт. Инаку имаше насока од Светле и викаше додека Јана ставаше малку маслиново, а Светле вика таму Јана, не. Маслиново е. Маслиново, не. Тука е предизвикот дали ќе одберете да користите сончогледово масло или пак маслиново масло. А уште еден предизвик имав на Да, го споменав јас, ама не го фатија. Постигна, да. Точно. Ставиме и Имате доматчиња, подготвено и путер, пуштат нели, со Елена, сланца. за да Ставено им ја. видиме дали... Ама гледам стојат, И па сега, се придржават. знае дека Клаудија, иако е во Шпанија, ја гледа емисијата и знае исто така да не кара. Марија пржи. На мој знак, спреми се. Ај. Остави намирници, остави. Чекај, стој. Дајте ми го сам. Може? Може. Само малку. Ајде. Не, ринглата На можам мој ја. знак, Ајде, спреми еве, се. спремни. Одиме, раце, а не. Нозе. Нозе, раце на половина. Марија, ајде. Одиме. На десно, на лево. Абе, ова не беше вижбање. Ова беше играње. Нели, Марија, ти сакаш да играш? Марија, врати се тука, кај да будеш таму. Одиме, коленици Ако горе. изгори едењето, Еден. што правиме? Па сега два, тоа е. Вежбањето пред се, 3, 4, Марија, врати се назад, 5. Тука. А тебе, Јана, нема да ти изгори? 7, гајле ја 8, 9, 10. И одиме сега, трчаме околу маса. Ајде, Марија. Одма. Ајде, Марија. Така, Марија. Одиме, трчаме. Марија, чуваш со тоа? Чека да се измеша малце. Марија! Јана, огро! Офлеле, сега разбирате како ми е со овие лавици? Најубаво. Ај, вратете се на готвење, Клаудија да не би викаве мола мајци. Се може само Ама храната ние да го можеме видиме. тука како поддршка, нели Макарена, така? Црна ми е. Ајде, идеме. Ајде, Макарена.
Како беше чописно да беше, Јано? Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Да, Ивано, право си. Има за играње да ти кажам. Може. Како беше она? Дали ја знаете? Дали никој знае да ми ја раскаже приказната за свекрвата и за китката со снаата? Јас се знам. Кој ја знае? Јас. Ајде, дај кажеш. Чекај, момент. Дошла Ајде. сега нова снаа во куќата. Добро. И сега сака некој правила да воспостави свекрвата. И вика вака, да знаеш снао од утре натаму. Ако китката на главата си ја ставам на десната страна, тоа значи во мене тече позитивна енергија. Десна страна. На десно, позитивната е. А ако биде на лево, тоа значи негативна енергија и бегај од мене И- подалеку колку може. Добро. И Дојде да понавака да не им снаата смитам. вика вака. Добро свекрво, сега јас убаво те пратев и убаво ми раскажа тебе за китката и твојата ситуација. Сега, јас ќе ти кажам. Кога ќе станам јас на Сабајле, ама не е многу рано, едно кај 11-12, Фала Богу. сакам една жата. Па уште една жата, па уште една и послична мегајле од кај ти е китката. Убаво и кажала. Ете тоа. Ти ме сега да видам од која страна ти е китката. Готови сте денес. Да бегаме. Ајде. Да видиме Марија и Јана до кај се. Марија, китката на која страна ти е тебе? На сред ми е. Ќе видиме после тоа со оценката. Марија и Јана би изгоре ова. Не Изгоре гори, не. лунчето, притече млекото. Под контрола е. Каква е ситуацијата тука? Можеш слободно да влезеш во кадар. Јана, Не. колку често ги потпржуваш работите кога ги готвиш по дома? Па, често. Често? Емилија ти се меша со зачини, да знаеш. Ете, гледаш дека ме послуша. Да послуша, стави А нешто. Клаудија рече дека смееш да ставаш орегано. Да, зачини може сите освен сол. И вегета не смеем. Сакаш да ти ставам вегета? Не. Ајде бе. Доволно бибер и куркума. Сакаш после утре да не ти дојде на вишбање, нели? Ако сакаш да не ти дојде на А сакаш вишбање, зетин да ти ставам, малку? не е проблем. Ги не ги стави. А тој како Мацо, зетин? што правиш те тука? Спремам за декорација. Добро. Подготвени се макаронките. Подготвено е веќе и сосот, мислам зеленчукот. Добро. Дали ќе им ставиш нешто на макароните, маслиново или нешто така малку за да им... Макароните јас ќе ги ставам во тавата, Добро, аха, за па да потоа упијат ќе... од зеленчукот, потоа ќе ги ставам. Добро, добро. Марија била домакинка. Да. Види Марија подготвена. И веќе тука макароните, подготвени си шири доматите. Кај Јана, Може, чекај да близмиеш. имате тањери за декорација, така ова се тањерите за декорација, нели, Елена? Дајте ми ги слободно тањерите за декорација, бидејќи гледам дека се при крај. Еми уште со китката, На лево ми е. на ливо ти е? Да. Добро. Да, потоа ќе ставиме и се што треба, но за да не ги препролаат потоа, не можат веднаш да ги... Како си Добро, сака? тоа е нивни избор, секако како сакаат, така ќе ги направат. Ова за декорација. Така. Тоа си е Значи тука да ги прифрлам може. А, не. Не. аха. Аха. Па имавме штубаво мириса да знаете. Мириса Ако сакате со на јадењето, убав веќе немам зеленчук. трпение. Ими, колку ти практикуваш тестенини и колку им даваш тестенини на оние кои што вежбаат. Ама искрено. Искрено. Јадат тестенини, јас би им препарачала, бидејќи се јагле хидрати, дека треба да ги конзумираат после тренинг.
Не веднашка, но сепак за да им дадат повеќе енергија за понатамошниот ден. А дали јадат моите клиенти? Да, јадат. Само се што е умерено и нормално во чинијата, како и овие чинии кои што се за декорација, односно за да ги стават тестенините се доволни, значи не треба чинијата да биде преполна. Да прекипува од страна, туку да биде нормално. Тестенините според мене, мислам дека Елена ќе се сложи, дека се ставаат колку две дланки ако ги склопиме. Доволно е, повеќе нема. Добро. Нели Елена? Премногу е. Да. Елена, без сугести, им помагате така на учесничките за да бидат подобри во своето. Еве, Јана, јас ќе ти помогнам малце да помешам. Марија, и кај тебе ќе помешам, да не се грижиш. Моето е готово. Тоа на Јана иначе, ако не знаеш. Многу убаво мириса, не кажав на Јана сега ќе помешам. А јас на Марија. А Марија виќе, а и кажав дека ќе помогнам и на Марија, но Марија гледам дека виќе готово. Си ја завршила својата работа. Вие асистентки, ова што е готово, што завршила Марија тука, може да слободно да го тргнете? Ова не. А, добро. Не, тоа таму. Да ја помогнете. Јана, виќе го ги филувате стенините со зеленчукот од озгоре. Така, Јана со 3 деца дома и со сопруг, мислам дека треба и брзо да прави. Па тоа е Пошто слика. дома четворица кога ќе ти побараат, затоа што е поголемо семејство, Јана виќе тоа количински стартуваше така со повеќе, така Јана? Имamo своје вкусови и поте 2, 3, 4 врсти јадења. Зависи кој што сака. Јана, што од руската кујна им подготвуваш дома? Имам пельменики. еден специјалитет. Што? Еден специјалитет има што многу го сакам. Добро, Ама кој е тоа тој? обично за празници, за така посвечено, тоа е печена пајка. Печена пајка. Печена пајка внатре со јаболки Добро. и од озгора од страна компире. И салат. Салата е една многу убава, невеста се вика. Ајде. А што има во таа салата невеста? Гледам со пиперче. Слободно ставај, изборувај. Се варат зеленчук, цвекло, морков, компир, јајце, се корит сечена соринда, се поминува со мајонез. Ете, гледаш, знаев дека има мајонез. И на Па крај, затоа е најубав. и на крај се ренда кашкавал. Фактички излекува како вил. Затоа се вика невеста и го сакат сите многу и се како солен лосос. Тој обожават сите. Чист лосос. И тоа е и здраво. Добро. Се соли, се стоите само со морска сол, 3 дена во фрижидер и после го јадеш како, например, лепче со путарче и од озгора тоа е приубаво. А сега тоа не смеш да јадеш, а? Така, Па како сега во закуска. моментот не, ама Ама здраво кога е. ќе заврши со диетално? Јана, а знаеш ли да правиш пельменики? Да, пельмени, Стварно? вареники, да, Стварно? Маца. Јана, значи да знаеш Добро. дека мораш да ми спремиш тоа. обовезно. Мојата покојна баба, на мајка ни правеше Интересно. ностоп и ни замрзнуваше. Да немаш сега дома во фрижидер замрзнати. Не, оддавно сега баш не сум ги правила. Леле, Јана, кога ќе заврши диетално максимално, еве јас сама се поканувам, ќе ти дојдам на гости да ме научиш. Еве, ја чинијата готова, Јана, така? Еве ја чинијата на Јана. Може слободно да ја снимиш. Дали сте спремни? Да. Готово? Еве и чинијата на Марија. Марија, види, амацка декорација. За тоа сакаш танци, Марија? Добро, Мацо, добро. Еве и чинијата на Марија. Може слободно да ја снимиш повели. И ќе дојде моментот на чистење на масата, подготвување на декорацијата. Тука ќе влета и Бојана со денешниот цветен предизвик за вас. Да видиме што ќе ни подготви. Кожувчанка, твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна, сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини. Во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка. Урбана линија на твоето секојдневие. Оригиналност која плени со полна самодоверба. Направете промена и дајте му свежина на вашиот живот. Во центарот на градот, студио Кат & Кат.
твојата природна изворска вода во умна амбалажа. Таа е 100% рециклирачка. Мислиме на природата, на иднината, мислиме на тебе. Изворска. Бојана и Елена се тука заедно со нас. Прво ќе започнам со Елена, да видиме Елена вака на прв поглед кога ќе ги видите чиниите, дали ви се допаѓаат? Прекрасни седби. Да. Значи вака визуелно Секоја за пофалба засебно. се. Да, забележав дека секоја засебно е. Одлично. Добра, Бојана, покрај убавите чини кои што навистина изобилуваат со различни бои, денеска што ќе им дадаме задача за да ни подготват? Денеска одиме малку со полесен начин на декорација, да си одберат соодветни бои од ова преубаво свежо цвеќе. Сугестии нема да ви дадам, со оглед на тоа што го видов во чиниите, мислам дека преубави аранжмани ќе направите комбинации во вазните и во соодветната мала вазничка, значи очекувам некој колорит како во чиниите, така и во вазните. Па повелете, да си се Ајде, 3 за докажете. позор, 4. Ајде сега почнете вие со декорациите. А кога веќе сме за масите, обично постојат домаќинки кои што сакаат да си направат убава декорација дома додека поставуваат некоја вечера, но и оние кои што сакаат дома да има убаво свежо цвеќе. Што ќе ни препорача Бојана? Со оглед на тоа што сега имаме топло време, значи би ви препорачала некое сезонско цвеќе што е поиздржливо и што може во домот да обстои од 7 до 10 дена. Меѓутоа, тука е и посебен начин од гледување. Уствари нема некој посебен начин од гледување на цвеќето. Треба да е свежа водата, чиста и секојдневно да се подрежува режаното цвеќе. На тој начин имате подолгорочност. Ова ни го знаат исто. така. Уште еден оитит кој што научевме дека цвеќињата во вазна треба да се така разбрав, од долниот дел да биде подржан за да стеблото не би така да ја држката за да остане посвежо цвеќето. И чиста да биде ладна водата. Дали треба секојдневно да се менува водата во цвеќињата или не? Секој втор ден би препорачливо е, значи за да ви обстои повеќе подолго време. Добро. И уште едно прашање, некои ставаат шеќер во водата, дали треба или не треба да се става шеќер во водата? На соодветни цвеќиња да, на соодветни цвеќиња не. Значи тоа е мач со две оштрици, како сакате. Добро, интересно. Имаме уште многу малку време за да направите вашата комбинација на свежи цвеќиња во вазна, затоа дами ќе ве потсетам дека треба малку да бидете брзи, експедитивни за да ги направите аранжманите побрзо. Како ти се допаѓа вака на прв поглед? Солидно, супер. Така? Супер. Домакински. Домакински? Да. Добро. Кој цвеќе е најактуелно сега во овој период? Што е оно што најмногу се бара за во домовите? Зборам за украсување на дома. Најактуелно е сега еустомата, гипсофилата, еукалиптус, тука имаат многу убав. Долго време трае, калата исто, матиолата. Значи, тоа се цвеќиња што подолго време обстојуваат и се многу убави во домот, една свежина во домот се постигнува. Еми што од цвеќињата од овие што ги спомена Бојана ги знаеш? Ништо не разбрав. Јас калата ја разбрав. Калата, да. Калата знам. Ќе ги научите надежни. Да, ова е кала, така? Да. Белата е кала. Да, ама Бојана мислам дека тоа и е работа, исто како и во мојата работа, сите си ги знаеме и си ги учиме стручните зборови. Така е. Затоа кога идеме во цвеќара, или кога купуваме цвеќе, прашуваме кој е за дома, кој е за поклон, кој е за комшиката, за комшиката. Колку јас во теретана кај Еми, Ете, така. Супер. Мислам дека треба да почнеме да броиме. 10, 9, 8, 7, 6, женски помагајте. 5, расчистувај. 4, 3, 2, 1, толку. 3, 2, 1, стоп, толку. Иванче. Сега може да се тргнат да помогнам или ќе ти помогнат Јана твоите женски од екипата. Ета така. Директно Вики си ја донесе корпата за да не се мачи. Јас кидам Веќе- билишка да си земам, се спремам.
Веќе Елена е на својата позиција за дегустација, бидејќи ви ги пофали чиниите, сега да видиме каква оценка ќе дадат и Елена и Бојана. Бојана, позицијата може таму да ти биде, само ќе замолам да бидете вака странично свртени, за да може да ве фаќаат и камерите. Елена, почнете со дегустација, да видиме што ќе кажете за салатите. За диетално. Диетално. Да. Ајде. Да видиме Јана од екипата на диетално што направила. Дефинитивно е диетален оброкот. Јана, како што кажа, мајка на 3 деца, стварно обилно ставила во чинијата. Тоа е тоа. Не смее да недостасува. Точно. Особено кога се работи за детскиот раст и развој. Добро. Сега ќе одам таму. Знаете што беше најинтересно? И двете кога подготвуваа, ниту една не проба да види што направила. Не. Нели? А тоа Само може. не забележав дали се посигна по путерчињата. Не, тоа видов дека не е. Добро, одлично. Иако вие го ставивте тоа како трик, путерот беше ставен. Извик да видам дали ќе се пресигнат по путерот. Така е. И ве винува чинија. Јас си зимам. Да се земеш. Имате штипалка. Сол не користам. Пак без сол, леле. Само бидете внимателни ова декорацијата од мудриот домат да не ја изедете. Да, ќе отстранам декорацијата од мудриот, ја ќе се за шерито и за тестенината. А и некој не се гледам. Ама така внимателно ве гледаме сите. Ја пак ја држам таа страна сега. И декорацијата, и обилното мајка на 3 деца, и се восхитувам. Браво, Јанце! Браво, за Јана! Јана! Добро, ајде сега да видиме за декорацијата. Да Бојана? Вака за декорацијата тука е преубава. Добро. И вака е стане може вака. 3 декали со гипсофилата, со се тоа. 10 од 9. 9 од 10. 9 од 10, е така. Така. Добро. Дали ќе најдеш некоја замерка прво во втика, бидејќи спомена не е максимум се, ама барам нешто по шаренолико. Искрено. Добро, сакате некоја боја плюс, бидејќи има комбинација на шарена салата. Да, меѓутоа е сепак многу убаво, елегантно, средено се, меѓутоа можеш малце уште некој, меѓутоа е убаво е, убаво. Добро, мина ова искрено ми се допаѓа. Така ми остава такав впечаток. А во другиот случај, Те молам вака само на 3 сврти се. деца одржува, така сме ние од оваа страна. Шаренолико е, убаво е, малце со оглед на тоа што се работи за многу краток период. Топ. Оценка, од топ оценка 10 од 10, така. Значи апсолутен победник денеска е Јана во емисијата и сега за сега вака како вторнична емисија. Јас не кажав. Чекај, ти ќе кажеш како вторнична емисија. Сме сега имаме една победа од вчера за Ивана и една победа од денеска за Јана. Добро е затоа што петочната емисија ќе биде така доста интересна. Повели? Па да кажам и мојот бог. Ајде, кажи го твојот, да. Јас, што ти се допадна тебе? Јас не знам како да кажам. Па ќе го поделам наместо 2 бода за едната, 1 за другата, 1,5 за едната, 1,5 за другата, може? Може. Ви благодарам. И сепак за поините кои што ги даде, победник ќе биде Јана. А ти слободно земи си салата, тебе те частам, повели. Супер. А цвеќето може ли? И цвеќето земи си го така, бидејќи одјавувам емисијата, ако сакаш слободно и ова цвеќе, повели водата земја. Не, подмичка. Да. Одлично. Пријатно се Чао гледаме Ими, утре. чао, да испратиме Ими со аплауз. А тука ќе се испратиме и од вас. Ви благодариме што и денеска не следевте. Утре во истото време 16:30 на Канал 5. Довидување.